Новата делница во должина од 28,2 километра ќе го скрати за 25 минути патувањето на тој потек од автопатот Пријателство. Преку неа годишно се очекува да поминат 730.000 возила, а побрзото и побезбедно патување треба да придонесе за развој на економијата и поголема соработка на регионот и негова интеграција со европскиот пазар, беше порачано на свеченоста на која присуствуваа премиерот Зоран Заев, генералниот директор за соседски политики и преговори за проширување во Европската комисија Кристијан Данилсон, грчкиот министер за транспорт и инфраструктура Кристос Спиртис, економски министри во владата. По новите 28 километри автопат граѓаните ќе може да возат од утре, а денешната церемонија го означи почетокот на кампањата ЕУ за тебе за инвестиции на Европската унија во транспортната инфраструктура. Поврзувањето е основен чекор за изедначување на нашите регионални стандарди со оние на ЕУ, кон која не водат сите патишта. Овој автопат е еден од нив и во буквална смисла. Овој автопат поврзува и води кон Европската унија. Оваа делница од автопатот Пријателство во себе ја има вградено и скрената приказна за поддршка и соработка, рече премиерот Зоран Заев. Со оваа делница и со завршните работи на рехабилитацијата на делот на автопатот од Неготино до Демиркапија, го затвараме целосно делот од паневропскиот коридор 10, кој минува низ нашата земја, со едно современо и безбедно автопатско решение. Секако, нема да пропуштиме да споменеме дека овој проект го започна претходната влада од огромна потреба за граѓаните. Ние тоа го препознаваме и го потенцираме. Само ќе ја повторам нашата определба дека без разлика на сите слабости и долгови што ги наследивме, владата на Република Македонија даде збор дека ќе ги заврши сите започнати патни проекти во најбрзите можни рокови. Нам денеска ни останува да го одбележиме крајот на сите градежни работи и во свечена атмосфера да им го предадеме на граѓаните на нашата земја и на граѓаните на Европа делот од овој автопат кој им овозможува безбедно стигнување до сите делници на овој потек до границата со Република Грција и обратно. Од тука, со поврзувањето со автопатните и другите инфраструктурни коридори во таа земја, да стигнат до своите бизнис дестинации, до своите пријатели, до местата за одмор. И обратно, граѓаните на Грција и граѓаните на светот да можат да циркулираат низ Македонија по модерни, современи и безбедни патишта. Како што потенцираше Даниелсон, новиот автопат ќе го олесни движењето, ќе го поттикне економскиот развој и ќе обезбеди одржливо и побезбедно патување за компаниите и граѓаните кои ќе го користат. Изградбата на делницата Демиркапија Смоквица беше навистина многу комплексен проект во поглед на геологија, како и геотехника, вклучувајќи дека имаше за изградба бројни тунели, виадукти, високи насипи. Навистина, реализацијата на овој проект покажува како може домашни компании од вашата земја рака под рака со компании од Република Грција да работат заедно во реализација на овој важен проект, рече Даниелсон. Според министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски, Македонија доби нова модерна и безбедна автопатска делница проектирана и изградена согласно европските норми и стандарди за заштита на животната средина со сите потребни карактеристики за безбедност. Од денеска добиваме нова, модерна и безбедна автопатска делница, прва од овој тип на Балканот. Овој автопат од Демиркапија до Смоквица, кој е во должина од 28 километри, технички беше најтешката делница за изградба на патниот коридор 10 во Македонија, која поминува низ Демиркаписката клисура и тешко достапниот планински терен по неја. Од тие причини, ова автопатско решение представува најсовремен тип на градба која е изградена по сите светски и европски стандарди. Автопатот располага со по 3 сообраќајни ленти од двете страни, 2 тунели со должина од над километар и истите представуваат најдолги патни тунели во Република Македонија. Во однос на тунелите, она што сакам да го потенцирам е контролниот центар во Неготино, од каде што се врши 24-часовен мониторинг за целиот сообраќај што се одвива во тунелите. Овој контролен центар представува најсовремено решение за управување со кризни ситуации, од каде се обезбедува управување на сообраќајот во тунелите во реално време. Составен дел од овој автопат се и 6 мостови, од кои 5 мостови се градени со конзолен тип на градба, што исто така представува новина
во градежништвото во Македонија. Дозволете ми да нагласам дека овој автопат е проектиран и изграден согласно нормите и стандардите на Европската Унија за заштита на животната средина, што дополнително влијае на намалувањето на емисијата на штетни гасови. Истиот ги содржи сите потребни карактеристики за безбедност, што ни дава сигурност дека сообраќајот по оваа делница ќе се одвива побезбедно за сите учесници.